Политичарите да ги исполнат предизборните ветувања или во вторник излегуваат на масовни протести, се закани оризопроизводителите од Кочанскиот регион. Бараат производната цена на оризовата арпа да биде од 25 денари па нагоре, како и итна средба со министерот за земјоделие Изаев. Во спротивно, од наредната недела патниот правец Штип-Кочани ќе биде блокиран во двете насоки. Ние сме принудени да ги оставиме нивите во колку? 25. 2017 година. Министр за земјоделие беше господин Николовски. Само што ќе дојдеме на власт, арпата ќе биде 25, а белиот 50. Меѓутоа, ситуацијата, ние не сме производители на бел ориз, тоа да расчистиме. Ние сме производители на оризова арпа. Сега од 25 во колку? Значи не ни искочат сусрет и не го слушат глас од преку вашите медиуми. Ние во вторник, во колку не повика министерот, ќе го блокираме патот во двата правца. И нема да се тргнеме се док нашите барања не бидат исполнени до крај. Земјоделецот произведува леп, а за леп страда, категорични со оризопроизводителите. Повеќе од 1/4 од минатогодишната реколта се чува во амбарите, а минималната продажна цена е 16 денари. Тие бараат власта да покаже одговорност и да изнајде решение за неоткупените количини, како и пласман за новата реколта. Цената е катастрофално ниска, од 16-17 денари до 20 максимално, што не ги поклопува нити производствените трошоци. Големо разочарување, деморализирани се земјоделците и бараме одговорноста да настапи во државата. Доколку одговорно не настапат, мислам дека ќе се зголеми масовно иселувањето од овие крајеви, површините ќе останат пусти и едноставно ќе имаме земја без народ. За околу 2 недели ќе започне жетвата. Првичните проценки се дека од декар ќе се жнее од 500 до 600 килограми оризова арпа.